6-та година поред во Штип се организира First Lego League, која е во коорганизација на Електротехничкиот факултет и Машинскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев. Идејата на надпреварот е насочување на мислите на младите кон добри и корисни цели. Идејата настана соработката за да може да функционираме како една единица, да представиме и да покажеме дека младите треба да ги насочуваат своите мисли и идеи кон добри цели. Тоа денес може да го видите овде од најрана возраст, зборувам за дечиња од 6 до 9, 10 годишна возраст и од 10 до 16 годишна возраст. Представува чест и задоволство годинава за прв пат Машински факултет при Универзитет Гоце Делчев во Штип да биде дел од овај настан. Настан кој што сметаме дека е од витално значење за поттикнување на умовите на младите деца, да го искажат својот иновативен, истражувачки дух. Ние како Машински факултет сметаме дека со нашата соработка и нашата поддршка ќе придонесеме да овај ден биде добар, да им биде забавен на сите учесници, да биде доста интересен и доста инспиративен за сите нас. Од година во година интересот расте. Годинава на надпреварот учествуваат околу 180 деца поделени во 22 тима. Најдобриот тим надпреварувањето ќе го продолжи на светското првенство во САД. Тимот кој што ќе победи оваа година во Fallout Challenge продолжува понатаму на World Championship или на светското првенство која што ќе биде во Масачуса, Соединетите Американски држави и ќе се одржи од 7 до 9 јуни. И исто така оваа година успеавме уште еден тим да можеме да пратиме на националното првенство во Грција кој што ќе биде на 9 и 10 март во Солун. Секоја година темата е претходно утврдена, а годинава таа е мастерпис. Учениците треба да направат иновативни проекти од места за рекреација како што се сали, спортски терени, кина, со помош на новите технологии, за да можат тие места да бидат многу повеќе посетени и многу поинтересни за сите нас. Зошто баш тие места, бидејќи тие места се места кај што не прават среќни и не сплотуваат сите и не прават никаква разлика. Секој од координаторите на екипите кои се надпреваруваат имаат свое гледиште, а своето го потенцираше Младенка Ниова, која има свој центар во Пробиштип. Долго време се подготвуваме, STEM едукацијата се пременува веќе во Англија и во Америка, така да тоа е дел од учењето каде што се интегрираат 4 дисциплини, значи имате наука, математика, инженерство и на некој начин децата учат преку забава и преку игра. Се учи тимската работа, комуникацијата, вештините, имаме критичко размислување, така да се покажува и креативноста на децата слободно. Така мислам дека едноставно може да се каже дека учење преку забава. Интересот за учество на вакви надпревари е се поголемо. Па може да се каже да со оглед на тоа дека струката што ја учиме денеска е многу битна за нашето општество и дека се напредува, можам да приметам дека има интерес. Па имаме ние во Пробиштип од септември минатата година отворивме клуб и имаме околу 60-70 деца. Така да голема е заинтересираноста, има голема активност од страна на учениците, се забавуваат, редовно доаѓаат, што значи го покажуваат нивниот интерес. Идеите за изработка беа различни, а својата подетелно ја презентираше тимот Кочани. Нашиот тим ги изработи сите мисии кои што се на масата за роботско пуштање, а исто така имавме проект кој што е Ремек дело. Ремек дело во овој смисла во надпреварот значи со рекреација на рекреативни места и реставрација на нив. Нашиот проект би бил побудување на интересот за скейт паркови, како што можете да видите во проектот. Тоа е идеја да се дигитализира некако начинот на кој што младите спортуваат преку игри, преку повеќе роботи, дигитализација на рекреативните места, за да побудиме интересот на младите како тие да спортуваат. Присутен на настанот беше и градоначалникот Иван Јорданов, која потенцираше важноста на младината и образованието. Само по себе го потврдува тоа дека Штип е образовен центар. Знаењето е најсилно оружје на еден човек и знаењето е основата за развој на една држава. Затоа дефинитивно учесниците на овој настан, на младите генерации се иднината на нас, на државата и вложувањето во нив
е вложување од кое што ќе зависи развојот на нашата држава.